Списанијата за деца се важен дел од образовниот процес и имаат широка улога во нивниот развој, смета академската фила во државата. Токму затоа нивната примена во основното образование е од исклучителна важност. На оваа тема Филозофскиот факултет заедно со издавачката куќа Просветно дело ќе организираат дводневни обуки за просветните работници на кои што ќе се разговара за начинот на кој што оваа литература може да го збогати наставниот час, но и да ги поттикне децата на читање. Значи на 29 и 30 јануари во големиот амфитеатар на Филозофскиот факултет во коорганизација со Институтот за педагогија при овој факултет, секако при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, ќе се случува една обука насловена како примена на списанијата за деца, Росица за прво одделение, Другарче, Развигор и Насвет во воспитно-образовниот процес во основните училишта. Обуката е замислена да биде како дел од воспитно-образовниот процес пред се во напредувањето на самата реализација на часовите, како во оделенската настава, така и во предметната настава. Токму затоа на оваа обука се поканети оделенските наставници, се поканети наставниците по македонски јазик, библиотекарите, педагозите и секако директорите како менаџери на работата во секое основно училиште. На оваа обука ќе реализираат професори од Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет, секој одделно за поедено списание кое што е, да речеме, во фокусот на нивната работа како универзитетски професори. Така што обуката за списанието Росица, кое што е наменето за децата од прво одделение, ќе ја реализира професор доктор Лена Дамовска. Во однос на Другарчето, обуката ќе ја реализира професор доктор Јасмина Делчева Диздаревиќ, за Развигорот ќе зборува професор доктор Елизабета Томевска Илиевска и за Насвет ќе зборува професор доктор Алма Тасевска. Идејата за едно такво партнерство или заедничка реализација на обука за професионален развој кај наставниците од основното образование беше заедничка, како од факултетот, така и од нас како издавачи, се со една цел да се укаже колку е важно списанијата да бидат дел од воспитно-образовниот процес, како извор на дополнителни знаења, но пред се во функција или улога на усовршување, запознавање на јазикот. Според уредничката во Просветно дело Ксенија Трајчева, станува збор за изданија кои што долги децении се на пазарот и се бренд, а изданијата на 4 списанија не само што израснале многу генерации, туку се стремат да го следат и развојот и интересите на современото дете. Значи, овие списанија и Росица, и Другарче, и Развигор пред себе го носат предзнакот литературни списанија за деца. Значи, основна цел е да се допре до читателите, да се развива љубовта кон читањето и да се креира понатаму сериозна читателска публика. Списанието Насвет е неделен забавник за млади, но во него се уфаќаат сите теми или тематски подрачја со кои што децата се соочуваат во таа возраст, меѓутоа има за цел да даде посебен акцент на македонскиот јазик и неговата примена во секојдневниот говор и комуникација. Ке се сложите со мене дека интернетот и електронските комуникации го осромошуваат речникот на децата и имаат проблем во комуникација, особено кога станува збор за писмената комуникација. Токму затоа еве да се даде акцент на нешто што може би е тренд, но не е нешто што треба да се поддржи од наставно-научната дејност. Според организаторите, има огромен интерес од просветните работници за обуките, а сите учесници ќе добијат и сертификати.